Pa i jako bi bilo, jako ne bi bilo председател, и ја би се селил од Македонија, од мојата земја. Ке нас в село вака велат. Откол накол, третиот в газ. Овој Евнухов обезмуден, што ги води социјалдемокративе, во меѓународната заедница познат како сакам да сум јас детелинка, скини ме среќа да ти дам. Многу го гледам, сака да се фали, нонстоп го потенцира тоа, носел храбри одлуки. Абе, ко седел значи големината било на социјалдемократите што знаеле да седнат и носеле храбри одлуки. И сите тоа го знаеле у светот какви храбри одлуки носел. Таче, од твоите храбри одлуки што ги носиш, само газот ти знае. Кој јапонско знаме ти станал. Да ти джвркне на тоа главата Роко Сифреди да ти джвркне. Кои храбри одлуки бе? Лингур. Видовме какви храбри одлуки носевте. Ви дојде премиер на Бугарија овде тој Петков како се викаше и усред Скопје пред да го пречекаш се обрати на камерите и кажа дека нема таково малцинство во Бугарија, кога го праша има ли македонци во Бугарија. Неколку секунди по неговата изјава за медиумите ти го изгушка, она го прими внатре. Мислам го прими внатре. Може да го сватиш тоа, го прими и в канцеларија и онак. Ги видовме последиците на тие ваши храбри одлуки, а ги видовме и симптомите какви беа. Оној што ти го нарекуваш државник со интегритет, татко на нацијата, се испотепа тамо на некој прием на бај Бојко да му рече љубави. Где си љубави? Уште малце ќе го гушнеше, ќе му се джитнеше у преградки. 69. Само овој на време, знаеш, се дистанцираше малце. Знаеш колку беше навредливо тоа као македонска јавност да го види дека нивниот председател на таков начин се однесува со државник на соседна земја кој што не ти го признава народот, јазикот, потеклото, историјата. Го прави тоа, некој си видел тоа, некој државник друг да го направи на некој друг прием било каде на светот, да му рече така интимно на негов колега на некој прием. Љубави, кај си, љубави, љубави, си видел? Не бе. У нашите глави, ние што сме вака малце повозрасни, го останало како треба да се однесува некој државник, сме имале пример, сме го гледале Јосип Брос. Значи, Јосип Брос немаше шанси на некој да му се обрати така, напротив. На оној Никсон у Белата куќа му каже, кој му рече, ама вика председателе, кој му рече тука пура не се пали, ти тока извадил пура да запали на предконференцијава да почне. Тука не пушиме у Белава куќа. Не пушиме цигари. Тито му рекол, добро да ја пушам, и запалил пура. Видел си ја, видел сте, виделе ви од Социјалдемократски сојуз сликата Тито како блее у цицките на Елизабет Тейлор, а тука е муши. Овој Ричард Бартон глумецов. Ни срамни переве блее у цицки со тоа вака пурада и вака и блее у тоа деколтето. Јованка тука, Ричард Бартон тука, новинари, сите тука. Гајле немаше Тито бе. Пола локици ги напучи. Овие помладиве не знаат кои се локици, тие на времето што игра
овој денс група што беа на Здравко Чолич. Па пола ги напучи од локиците. Ако не и сите. Може и сите ги напучи се, ама пола гаран ги напучил. Мислам, ко сме кај пучењево. Па че? Збориш нешто, те слушам на дуелон со Мицко. Ти заслужен СДС јазикот, чист македонски јазик ни признале. Дали може да си таква бе неопеана будала бе? Абе македонски јазик кодифициран уште 44-та година бе, 45-та која беше тамо? У Обединените нации признаен. Официјално признаен као кодифициран 77-ма. За кој македонски јазик, за кој идентитет збориште го заштитиле со вашите храбри одлуки предавници едни, да ви джвркне Роко Сифреди на тоа ќелјајците да ви джвркне, да ве рđоса. Кој македонски идентитет бе? Северна сте познати, ти можеш дома да се кажеш дека си македонец и тука да се бусаш у градија на некоја телевизија дека ти се осеќаш македонец. Ти сега те пишува сега у тоа докле као Северна Македонија. Уште не си го кажувате името на државата која се обраќате на народот, нашата земја викате. Кој идентитет сте заштитиле бе? Се откажавте од малцинствата, од македонско малцинство у Грција. Се откажавте од историското наследство потекло на античките македонци. Небитно дали имаме ние директни сме потомоци на нив, но секако биле на овие простори. Тука било кралството. Како така им го отстапуваш само на грците? Ние немаме никаква врска со тоа, така? Ви им го отстапивте на грците, цело историско наследство античко. Направивте 30.000 пати поголема грешка од што Груевци направија. Они имаат добра приказна. Приказната, позадината им беше добра. Друго што не се согласувавме со начинот со проектите 2014, барокото ние овие стиропори, такви работи што се крадеа пари со ова со тие работи. Но приказната, позадината на сето тоа беше добра. Ја многу добро знам од каде потекна таа приказна. Многу добро знам. И таа приказна не е од тогаш, него од 20-30 години уназад, пред тоа да се случи. Пред на Груевски да му текне. И знам луѓето кои што збореа таа приказна. Некои од нив ми беа професори. Дека мора да направиме приказна за нашето потекло, тајна за нашето потекло, да си имаме у која што ќе веруваме сите. Тоа е основата, јадрото, нуклеусот да се создаде нација, кога сите веруваат во една приказна. Ја тоа многу добро го знаев и тогаш и ти го кажувам и денес. А друга работа беше начинот тоа како се правеше и што отиде во лудило, кога искачаа некои идиоти и кажуваа дека потекнуваме од жолтото море, дека јапонците се македонци, дека... Тоа е друга прича, тоа е приказна за конзилиум психијатри. Значи јас со тоа имав проблем. И ти најде да збориш за идентитетот, ти бил зациментиран, ти бил ова, ти бил она. Ти си теле од невиден, од космички размери. Ти не постоиш више за нив како Македонија. Ти си Северна Македонија. Дури во изводи немате за националност македонец. Ова матично го катува. Кој идентитет сте заштитиле? Ама ти биле некои преводи направени на македонски Европска унија. Што има врска тоа кога Бугарија тебе уште не те признава, ти не си го решил проблемот со нив. И нема ни да го решиш. Напротив, само им дадовте пас добар да ви го начукаат
од позади, со тоа што влеговте да преговарате со нив за работи за кои што не смеете да преговарате, не смеете ни да помислите да преговарате. Затоа и Ковачки, која ми беше у емисија Пратеникот од ВМРО ДПМН, затоа на секој што ќе го сретнам на улица, која ќе го сретнам од тоа раководство, вака им викам, и сега баш го слушав и Мицковски на ова, на дуелов, ако може така да се каже, пошто немаш дуел со Ковачевски, пошто не можеш да имаш дуел со изгубено време и простор, више. Значи им кажував на нив. И фала Богу, еве го и Мицковски кажа, значи, ќе се држат, се надевам, тоа и ќе го имаат у програмата и Ковачки ми го кажа емисија, дека отварање на уставот нема подзакани ултиматум. Јас се надевам дека ќе се држат до тоа вистински. Налет све друго. Економија со малце среќа, мозок, памет, знаење, сила може да се подобри. Мада и тоа ќе иде многу тешко, затоа што Македонија е цела метастазирана од една банда која што функционира по принцип на мафија. Не баш како мафијата у детали, но многу слично на мафијата. Тоа е еден војнички режим, кај што се знае кој е главен, никој не смее да стигне до главниот кога сака. Се знае ред, се знае дисциплина. Тој главниот има удбашка школа, затоа и така конципирана цела партија. Нема тамо љубави, мубави, клекнуење, зимање, бло. Нема такви работи. Знаат шо прават. Ја држат цела држава во своји раце. Буквално во заложништво ја држат. И ќе биде многу тешко со нив македонците еден ден да се изборат. Не за друго, не за за ред да има. Оти со нив ред нема да можеш да направиш. Тоа е мафија. Мафијата постои за да биде безредие, за да не функционираат законите. Или законите да функционираат во волја, во согласно со нивната волја и намери и цели. Се надевам дека ако дојде за председател Гога, ќе дојде, пошто љубави нема шанси после глупостите што ги направи. И тоа што народот го нарекуваше стока и што се колнеше која будала би подпишала промена, нема, значи нема теорија да победи. И сега се надевам дека ако дојде Гога, овие од Дуи, наместо со дрога, ќе се фатат со јога. Оти секој државник иден, ако сака да биде татко, во случајов мајка на нацијата, ќе мора да научи една работа, дека државата еден ден, ако сака да биде држава, македонска држава, кога кажа македонска мислам на сите, внатре не само на македонците, да не бидам сватен погрешно, но ако сака да биде македонска држава и да изгради нација, таа држава еден ден мора да покаже сила, одлучност, решителност, едноставно да влезе во сериозна борба со ракот кој што ја држи во заложништво со таа метастаза. Се надевам дека ме разбравте, бев краток, концизен и не верувајте на телиња. Толку беше. Се гледаме.